локални избори 2025. Почитувани, добар ден. Се интензивира изборната кампања пред денот на одлуката за овие 8 поред локални избори. 5 дена остануваат за представување на програмите за средби со граѓани на политичките субјекти и учесници. По успехот на минатогодишните парламентарни избори, движењето Знам за наша Македонија на престојните локални избори настапува со своји кандидатски листи за советници во најголем дел од општините во државата, а во Прилеп вела дека ја имаат една од најкомпетитивните листи составена од луѓе со интегритет, со знаење и голем број идеи за подобар Прилеп. Со нас во студиото се представници од Општинската организација на движењето Знам, председателот на Општинската организација Емил Јанески и носителот на кандидатската листа за советници за Советот на Општина Прилеп, Мирјана Стевановска. Добре ни дојдовте. Добре ви најдовме. Добар ден. Ви благодарам најпрво за поканата и што не удостоивте денес да ви бидиме гости во Радио Пела и да ги поздравиме сите следачи на Радио Пела. Овој разговор се одвива во живо, значи ние договараме одредени работи кои што би ги дискутирале во текот на овој разговор, кои се однесуваат на теми за престојните локални избори. Јас се надевам дека ќе пробудиме интерес кај нашите гледачи и слушатели, бидејќи станува збор за движење кое што е релативно ново, бидејќи станува збор за 2 години постоење, но во тие 2 години постоење ви успеавте да влезете и во парламентот на Република Македонија, а еве сега имате своја кандидатска листа на советници која што претендира да биде дел од Советот на Општина Прилеп. Значи, прв пат како партија излегувате на локалните избори во Прилеп, а логично е прашањето зошто движењето Знам во Прилеп нема свој кандидат за градоначалник, дали тоа е дел од вашата стратегија или пак е тоа резултат на недоволна подготвеност, бидејќи рековме дека сте релативно млада партија. Благодарам на прашањето. Веднаш мала регресија, младост не, ама не сме повеќе мала партија. Ние имаме близу 800 членови, структурно сме добро поставени, имаме председатели на местни заедници, на местни одбори, ги имаме сите предуслови да учествуваме на избори рамноправно со останатите партии во градот и искрено како општинска организација баш не ни беше драго што нема да имаме кандидат за градоначалник. Меѓутоа, на најдемократски начин во рамките на органите и телата на партијата беше изгласано на предлогот на централата да одиме на овие избори, да не се конфронтираме со партнерот во владата, со ВМРО-ДПМН, со кој што движењето Знам за наша Македонија има договор за соработка. И тоа соработка да се преслика и на локално ниво, а кандидатурите спротивставени на локално ниво би довеле до конфронтација во рамките на владината коалиција, што евентуално би ја загрозило и владината коалиција можеби. За да не дојде до тоа, онаму каде што движењето Знам има кандидати за градоначалници, тоа се во општините Куманово како најголема општина и во центар во Скопје. ВМРО-ДПМН нема своји кандидати и дава целосна поддршка на нашите кандидати, а во останатите општини каде што ВМРО пак ДПМН има своји кандидати за градоначалници, движењето Знам нема и дава поддршка на кандидатите од ВМРО-ДПМН. Значи причината е рационална, а не е воопшто бегство од соочување со народот, напротив, ние очекуваме голема поддршка и на овие локални избори од граѓаните на Прилеп. Но затоа пак имате своја кандидатска листа за советници, на што се должи тоа, дали овој договор останува и покрај тоа што еве имате и своја кандидатска листа за советници? Ние имаме своја кандидатска листа, своја програма и ние настапуваме самостојно со кандидатска листа на овие избори. Соработката со која што имаме во ВМРО-ДПМН очекуваме да продолжи на локално ниво, меѓутоа таа не може и не смее да заврши со 19 октомври. Таа мора да продолжи и после 19 октомври и ние да бидиме неодменлив дел од локалната власт
Од две причини. Прво, затоа што имаме навистина добра програма, собрана од граѓаните, поштандовите, анкетирање направивме на граѓаните. И второ, затоа што имаме убедливо најкапацитетната листа, составена од луѓе од различни професии, меѓутоа реализирани во своите области, полни со енергија и со ентузијазам. И ние дефинитивно сакаме да го понесиме товарот во водењето на локалната самоуправа и со своји кадри, видно и од самата листа кои што се капацитетни, да учествуваме во водењето на локалната самоуправа, и тоа неминовно после 19 октомври ќе се случи. Стевановска, еве втор пат разговараме на оваа тема. При првиот разговор разговаравме за тоа зошто се вклучувате во политичкиот живот, во политичкиот процес, но она што би сакала сега да ве запрашаме, пошто се разликувате како кандидатска листа за советници во однос на останатите листи, кои што ги има уште 10, и дали се разликувате по однос на идеите, одредени проекти, или пак што е тоа ново што им нудите на граѓаните на Прилеп, што ќе значи, еве, на некој начин освежување во работата на Советот на општина Прилеп, доколку вие освоите одредени места за советници во Советот на општина Прилеп? Значи, нашата програма, како што и сега кажа председателот, не е составена седнато во канцеларија и тројца луѓе да ја составуваат програмата. Напротив, ние 2-3 месеци редовно излегувавме со штандови и се движевме меѓу граѓаните и ги анкетиравме за да ни ги кажат кои се нивните барања за нашиот град, кои се нивните идеи за подобар живот во Прилеп, и сведувајќи ги сите тие нивни барања. Кога ќе ја видите нашата програма, тоа е програма на граѓаните. Тоа е наша, но и нивна програма, заради тоа што во нашата програма се имплементирани сите нивни барања и сите нивни идеи, кои што преку нас, како советници во локалната самоуправа, ќе можат да бидат ставени на увид и ќе можат да бидат презентирани и некој да ги чуе, а и дел од нив да успееме со сите можни сили да ги реализираме. Ние ќе се видиме со граѓаните и после 19. Значи, ние не застанавме тука, дојде изборите и сега ние готово завршивме. Не, напротив. Нашата програма од сите останати програми на сите други советнички листи се разликува баш по тоа. Значи, ние ги слушаме граѓаните, ги слушаме нивните идеи и ги имплементираме да бидат чуени и таму каде што треба, не само на Facebook муабети и на кафе муабети, туку да бидат ставени како проекти, како идеи во локалната самоуправа. А од друга страна, нашата советничка листа се разликува многу од другите советнички листи, заради тоа што од самиот состав на советничката листа, јас секаде го кажувам тоа, дека сум премногу горда што мене ми е дадена довербата да ја предводам оваа советничка листа, составена од сите видови на кадри, но реализирани, остварени, успешни. Во нашата советничка листа имаме луѓе кои што не се плашат да бидат гласни и не се плашат да ја кажат вистината. Значи, со еден збор да кажам, ние, доколку успееме да влеземе што повеќе советници во Советот на општина Прилеп, нема да бидеме предмет во општината за кревање рака. Туку напротив, ќе ги кажуваме нашите ставови, ќе инсистираме нашите проекти кои што ги бараат граѓаните од нас, а кои што се имплементирани во програмата, да бидат слушнати и со сите наши можни расположиви сили ќе се бориме за тие и да бидат реализирани. Прашање кое што се наметнува во однос на овој дел е кога се работи за работата на Советот на општина Прилеп и кога се работи за вакви редовни средби, она што недостига, а и ние како новинари редовно тоа го прашуваме, дали освежувањето значи дека тие средби би биле на некој начин формализирани преку нов механизам, на таков начин што луѓето би можеле своите проблеми да ми ги кажат на советникот за кого што гласале или пак советникот кој што ги представува, затоа што во моментов нема таков механизам, таква алатка ниту во еден од советите чинам низ републикава.
Јас и во претходното мое интервју баш го спомнав дека ние ќе имаме редовни средби со граѓаните и после 19 октомври, но наш предлог е, и тоа сакаме веднаш том ќе почне советот со работа да го ставиме како едно од битните прашања, да обезбедиме, доколку има услови, една просторија во просториите на општина Прилеп, општинската зграда, доколку можат да ни овозможат една просторија каде што ние ќе имаме средба со граѓаните, барем еднаш неделно, и граѓаните ќе знаат каде се наоѓа таа просторија, да дојдат да си ги кажуваат своите барања, своите критики. Значи, отворени сме буквално и за пофалби, за критики, за предлози, за идеи, барања, за се што е потребно. Доколку е возможно, сите оние партии кои што ќе влезат во советот, советниците, да се 3-4 партии, да имаат по една просторија каде што ќе можат граѓаните да доаѓаат и да се ги кажуваат како советнички групи. Но, доколку тоа не е изводливо, тогаш да ни обезбедат барем една просторија, па ние меѓу себе ќе се договараме кој во кој ден ги прима граѓаните и ги слуша нивните мислења. Тоа е нашата идеја, а од друга страна пак мора да имаме, да ја обезбедиме на веб страна на која што граѓаните ќе бидат секојдневно информирани во врска со буквално се што работи општината и што нив ги засега максимално. Значи поголема транспарентност во работата на општината. Апсолутно, да, апсолутно. Жето знам, ако може, ако дозволува Миријана, слободно. Така и започна, така се роди. Движењето знам за нашите граѓани или како политичка партија произлезе од граѓанските здруженија кои никнеа ширум државата, формирани на барање на самите граѓани. Ние сме постојано меѓу граѓаните. Ние, ако погледнете и оваа кампања, така ја водиме. Ние бевне, додека другите одеа на одмор, до 20 август, по штандовите, како што кажа Миријана, и ги слушаме граѓаните и нивните потреби, нивното видување, размислување за начинот на развој и разобавување на нашиот град. Денес, кога е кампањата, ние не се плашиме да се соочиме со нашите граѓани. Гледајте, секојдневно сме на малски средби, одиме во нивните домови, онаму каде што ќе бидеме поканети, кажуваме како ќе правиме и тоа ќе продолжи и после 19 октомври. Нема со завршување на изборите да го прекинеме контактот со граѓаните, освен што ќе инсистираме кај новиот градоначелник да овозможи простории по принципот на работата на пратениците во парламентот, во кој што советниците ќе можат да имаат средба со оние кои ги гласале, им ја дале нивната доверба, да ги слушнат нивните проблеми, маки, барања. Ќе продолжиме да се движиме по малата низ плеб, за да ги слушаме проблемите кои што не го тиштат еден поединец, туку се проблем на цела една местна заедница или на цело едно мало. И на тој начин ќе продолжиме да функционираме. Впрочем, така се родивме како политичко движење, така ќе продолжиме да функционираме. Рековте дека имате чести средби со граѓаните и многу од поодамна започнавте со тие предизборни активности, би рекла, заради тоа што сакавте да ги чуете нивните мислења, идеи и предлози. На што се должат приоритетите во вашата програма, со оглед на тоа што ги имате забелешките од страна на граѓаните, на што се темели вашата програма? Кој е темелот на програмата на Движењето Знам за наша Македонија за општина Прилеп? Јас само кратко ќе оставам Миријана како кандидат или како носител на листа на нашата советничка листа, нели, да каже повеќе за програмата. Само можам да кажам дека согласно потребите на граѓаните програмата составена ние и листата. Таму имаме луѓе од различни општествени сфери докажани во своите области. Имаме Миријана Стевановска која што е адвокат кој што е цела своја кариера во најголем дел е посветила на решавање на предмети поврзани со урбанизмот, а знаеме какви се проблеми урбанистички има во нашиот град. На листата втора е Ирена Лозановска, вработена во Микросан, магистар по геодезија, која што има прекрасни размислувања за дигитализација на општината, за софтверско поврзување со сите останати јавни предпријатија, да не морат граѓаните да лутаат по шалтарите за да добијат различни информации, да бидат препрајчани од едно на друго, од една во друга институција и така натаму. Значи,
онака како што ги добивавме мислењата за граѓаните, така ја прилагодивме и советничката листа, да може она што сте го ставиле во програмата, да имаме доволно капацитет и човечки ресурс да го реализираме. А повеќе за програмата, навистина би сакал Миријана Стевановска како носител на листа да зборува. Доколку сте дел од Советот на општина Прилеп, кои би биле приоритетите на советничката листа или на советничката група од страна на движењето Знам? Дефинитивно. На прво место ќе оставам урбанизмот. Значи, не само дека е мој фах, дека сум тука своја на свое. Тука од причина што во моментов немаме нити едно решение за одобрение за градење, уште помалце решение за измени во тек на градба. Значи, општината во делот на урбанизмот е закочена скроз. Кога општината во делот на урбанизмот не функционира, тогаш немаме пари во буџетот. Основните средства за да се полни буџетот се урбанистичките решенија да дозволите за градење. Втора и која што е многу исто така битна работа е инфраструктурата. Мораме да се погрижиме нашиот град конечно да почне да изгледа на град, а не само на куп автомобили и пешаци кои што воопшто значи нема никаква структура, апсолутно. И трета и многу битна точка, сега не можам да ги сместам сите во овие три точки, меѓутоа младите мора да ги задржиме во овој наш град, заради тоа што имаме преубав град со преубави и големи можности за младите да не ни излегуваат надвор од држава. А секако нашата програма ги опфаќа и спортот, екологијата и животната средина, со образованието, социјалната политика, социјални програми, култура, чување и промовирање на локалниот и националното наследство, како и буџет и финансии, што е најнормално. Тоа е и следното прашање, се однесува на буџетот, бидејќи буџетот е практично на граѓаните. Како планирате да ја вклучите јавноста, да ги информирате граѓаните за што се трошат нивните пари? Имате ли визија во однос на тој дел, бидејќи навистина има ограничувања во тој дел кога станува збор за буџетот на општина Прилеп, кој што е околу 2 милиарди денари. Ако споредиме, да речеме, со една општина Куманово, која што е од прилика толку граѓани, буџетот е над 3 милиарди денари. Во услови на ваков ограничен буџет, кои ќе бидат вашите чекори за подобрување на инфраструктурата и на јавните услуги, како што рековме, навистина се ограничувањата големи. Што е прво што треба да се преземе за да може на општина Прилеп да веќе да тргне кон чекорот за развој? Значи пред се треба да го растеретиме Прилеп од тешките товарни возила кои што ни го уништуваат и асфалтот и ни го загадуваат буквално градот. Значи ќе инсистираме обиколницата да биде изградена за најкраток временски период, пошто таа обиколница сите политички партии ја имаат во нивните програми, ама гледаме дека е 10 години уназад во програмите, но никако таа обиколница да се изгради. Ние ќе настојуваме со сите наши можни сили таа обиколница да биде изградена, така да избегнеме товарните возила да влегуваат во градот, со тоа веднаш ќе се растерети сообраќајот. Многу битно е да имаме улици кои што ќе можат да го издржат секоја куќа има по 2, сега и до 3 возила, што не е потребно, меѓутоа ги имаат и се возат низ градот. Во тој дел мора да посветиме внимание нашите улици да бидат доволно просторни и широки за да може да се одвива непречено сообраќајот, да се отстранат сите возила кои што се паркираат по уличките без потреба, само за да не се појди 2 метри или 3 метри подалеку и да се заврши работата, мора да се паркираме на улица, па да ја блокираме цела улица. Тука мора да се вклучи службата која што е за отстранување на неправилно паркираните возила и со тоа да се ослободат улиците. Многу внимание треба да посветиме на уредени тротоари, каде што граѓаните безбедно ќе одат, а исто така
мора да имаме и велосипедски патеки, пошто во нашиот град се повеќе луѓе сакаат и гледам дека возат велосипеди, меѓутоа немаат велосипедски патеки каде слободно можат да се движат и со тоа се растеретува дел од моторните возила, значи поголем дел од граѓаните ќе почнат да се приклонуваат кон возење на точак за да можат да стигнат до дестинациите каде сакаат, но тоа треба да го направим тие да стигнуваат безбедно, а не да се во секој момент да страхуваат дали некој ќе ги удри со кола или дали тие пак ќе изгазат некој пешак, пошто немаме инфраструктура како што треба. Во тој дел мораме да се ангажираме и мораме инфраструктурата во Прилеп да личи на градска инфраструктура. Значи, како што заслужува еден град херој како што е Прилеп. За сето тоа треба средства. Буџетот рековме е ограничен. Како би можело да се делува за да може тој буџет да се распредели рамномерно, но и онака како што сакаат граѓаните, што вие би препорачале во однос на тој дел како советничка група доколку малку скромна повторно и сметам дека нејзиното целокупно искуство поприлично ќе помогне да се откочат предметите заглавени по фиоките на општината поврзувани со одобренијата за градба. Најпрво, не може да не функционира службата за урбанизам, да не добиваат граѓаните и поготово средните и малите стопанственици одобрение за градба, а да го развиваат и шират својот бизнис. Буџетот, кесето на општината практично е урбанизмот. Колку имате повеќе одобрение за градба, меѓутоа не против законите, напротив, во согласност со закон и во согласност со деталниот урбанистички план, толку повеќе средства прибирате во општинската каса и имате можност да го развивате вашиот град. Во постојан контакт сме и со бизнис заедницата. Инсистираат и на субвенционирање. Имаме во нашата програма дека ќе субвенционираме дефицитарни кадри потребни за стопанството на Прилеп. Тие викаат, не, ние ќе ги субвенционираме само таквата идеја да заживее, бидејќи сме принудени работници од Непал да носиме, затоа што младите не остануваат овде, едуцирани не заминуваат на запад. Сето тоа е потребно да се направи за да заживее стопанството, да почне да се полни општинската каса и од тие средства до мајчински потоа да може да се развива нашиот град. Истовремено, должни сте да бидеме потранспарентни. На веб страната на општината во детали мора да се објасни, да им се презентира на граѓаните каде се потрошени нивните пари и дека тоа е направено домајчински. Затоа и во канцелариите во општината во кои што ќе се примаат граѓаните за да имаме континуиран контакт со нив, ќе се на транспарентен начин ќе им се презентира каде одат нивните пари. Со постојаните посети по местните заедници исто така ќе им се објаснува на граѓаните. Не смеат граѓаните да имаат впечаток дека нивните средства попусто или залудно некаде се појдени или дека некој противправно ги отуѓил. Таквиот впечаток практично сметам дека ни ги брка младите од државата. Тоа не е повеќе до толку социјалниот статус, во најголем дел, тоа е лошиот правен систем, несигурноста на капиталот, несигурноста на младите во правната држава, континуирано нефункционирање на институциите, несреден сообраќај. Ме разбирате, несредени состојби во здравството, не можете да побарате лекарска помош. Системот треба да почне да функционира, транспарентно да се однесуваат политичките авторитети и младите ќе ги зачуваме. И јас сум убеден во ова што зборувам, бидејќи Македонија почна да станува стара нација. Младите ни замина. Следното прашање се однесува на вашата визија како партија за подобар и поразвиен Прилеп. Веќе зачнавме некои од темите кои што се однесуваат на овој дел. Како до подобар локален економски развој на Прилеп, бидејќи знаеме Прилеп на времето на вистина беше еден од најдобро пласираните во однос на бруто производ во некогашна Југославија. Имаме и денес индустријски зони кои што навистина добро работат, но каква е вашата визија како партија за уште дополнително да се поттикне развојот на
економскиот развој во Прилеп, ако се земе во предвид дека навистина имаме големи капацитети и како општина, зборувам и како територијално, бидејќи по територија сме и најголеми во Македонија, но исто така и капацитет како луѓе. Во кои правци се движи вашата програма за да се поттикне дополнително овој економски развој? Значи морам да се повторам пак, за да имаме богат буџет, мора да се ослободи урбанизмот од стегите во кој што е. По нашата програма не само што го нудиме начинот кој е за да се ослободат овие стеги, туку нудиме и системски подобрувања како административците кои што работат во локалната самоуправа, на кој начин побрзо и поефикасно ќе ги носат решенијата, без разлика за што, заради секое решение во урбанизмот на буџетот не носи пари. Кога ние би го зголемиле бројот на издадени решенија, нашиот буџет нема да биде на 2 милиарди, туку ќе биде многу поголем. На тој начин ќе може да се делегираат средства и онаму каде што досега биле маргинализирани тотално. Друго, мора локалната самоуправа да има тесна соработка со нашите бизнис заедници, нашите локални бизнис заедници. Нашите стопанственици прилепски, кои што се успешни, кои не само овде во Македонија и во Европа, туку некои дури и во светот, значи самите се нудат за начини, за соработка, за проширување на нивните капацитети, за поголем број на вработувања и за стипендирање на млади лица кои што им се неопходни заради тоа што кубурат со кадри. Ние имаме огромен број на дефицитарни кадри заради тоа што секој наше второ дете оди да заврши факултет. Меѓутоа, занаетите и стручните училишта, професии кои што ни беа, ги нема. Едно имавме индустријското училиште, кое што обучуваше бравари, заварувачи и сите тие кои што сега во моментов се дефицитарни. Значи самите стопанственици велат, ние ќе да ги препознаеме тие деца, тоа значи дека треба уште во средното образование и комуникација со нашата бизнис заедница, посветување на бизнис заедницата, запознавање и најверојатно и присуство при одлучувањето, за да можат и тие сами да кажат, и тие имаат многу идеи, пошто сакаат да стопанисуваат овде и сакаат во овој прилеп да ги задржат младите. Тука мора да имаме тесна соработка. Со тоа, нашиот буџет и со привлекување исто така на странски инвестиции, значи го имаме ТИРС, каде што нудиме поволности за вложување во странски инвестиции. Исто така од нашата партија, знам за наша Македонија, имаме заменик директор на Агенција за странски инвестиции, кој што доста се залага и се вложува не само на централно ниво, туку баш за овој наш град Прилеп, пошто знаете, ние сме си локал патриоти и ако можеме нешто, зборувам за ние од знам. Ние сме пред се локал патриоти, а си ја сакаме нашава Македонија многу. Морам да ве прекинам во тој дел, кога се однесува за странските инвестиции, а паралелно кога зборуваме за нашите домашни стопанственици, основната забелешка е дека тие и нормално бараат ист третман како што е третманот со странските инвеститори. Во овој дел, што вие имате како визија и каква е програмата во тој дел? Дали сметате дека треба да се изедначи третманот на домашните и странските? Тоа го имаме во прода, го имаме. Слободно продолжи. Нема проблем. Ние разговараме со бизнис заедницата во Прилеп и не мислиме дека треба да бидат дискриминирани во однос на странските инвеститори. Ние во минативе 35 години гледаме продажба на капитални наши фирми, на нашето природно богатство, и тоа се така наречени портфолио или мртви инвестиции во кое странските инвеститори ви купуваат готови капацитети изградени од нашите татковци и дедовци. Странскиот инвеститор, доколку сака да стопанисува Македонија, треба да инвестира, да отвори фабрика, да вложи средства. Добро. И да вработи кадри кои што пристојно ќе ги плати. Не смеат да гледаат на нашата работна сила, на нашите човечки ресурси како на робови, туку на стручни луѓе кои што
за трудот кој што го вложуваат, пристојно ќе бидат наградени финансиски. И во тој поглед ние немаме дилеми. Доста е со распродавање на нешто што е досега направено, повелете, инвестирајте во тир зоната, отварајте нови фабрики и вработувајте луѓе, нема никаков проблем, Плевчани се расположени за соработка. Во тој контекст Мирјана го спомена заменик директорот на Агенцијата за странски инвестиции, кој што е во комуникација со повеќе странски компании да инвестираат во тир зоната, и јас се надевам дека со успех на крајот ќе завршат сите негови напори и дека одредени странски компании ќе инвестираат во нашата тир зона, но никако на штета на домашните стопанственици. Затоа што знаете што капиталот бара профит. Никој не инвестира ако не си ги врати парите со одредена заработка. И во оној момент странскиот инвеститор, кога ќе почувствува дека профитот на друго место му е поголем, тој ќе се собере и ќе го пренасочи својот капитал. Домашните стопанственици остануваат тука. Тука творат, тука инвестирале, тука остануваат да градат и вработуваат нови луѓе, и од тука во никој случај нашата бизнис заедница, локалната бизнис заедница не треба да биде дискриминирана апсолутно во ништо. И убедени сме дека локалната власт во континуитет треба да има контакт со бизнис заедницата. Прекрасни идеи имаат луѓето и се расположени за соработка, дури и за капитални проекти со јавно-приватно партнерство. И тоа треба да биде искористено, бидејќи ограничен буџетот на општината, а амбициозни ни се проектите, зашто да не ги искористиме приватните стопанственици да помогнат во реализација на проектите. Се разбира, со јавно-приватно партнерство никој не сака сопствените пари да ги фрла во ветар, очекува некаков бенефит или некаков благодет во иднина, меѓутоа почитувајќи го, респектирајќи го и општиот интерес. Јасно. Имаме прашање, бидејќи одиме во живо. Дали и вие ќе одобрувате субвенции за јавните предпријатија? Дали ќе се изборите за намалување на комуналните трошоци зголемени за 85%? Значи, ова е прашање од наши гледачи. Значи, првото прашање, дали и вие ќе одобрувате субвенции за јавните предпријатија? Прво, не сум уведен дека се одобруваат во голем дел субвенции, мислам дека сега за водовод останатите финансиски средства кои општината ги плаќа, да речеме, за комуналец, се за услуги кои што комуналец ги работи во полза на општината. Ако комуналец градските паркови ги средува, а тие се на градот, на општината, општината нормално е да издвои средства и да си ја плати услугата која што јавното предпријатие, комунално предпријатие комуналец ја завршува. Меѓутоа, знаете што? Колку што повеќе општината, таткото на градот издвојува за јавните комунални предпријатија, толку помалце средства остануваат за развој на градот. Мора да бидат ликвидни и самоодржливи јавните предпријатија. Да речеме, јас имам искуство, бев директор на водовод од 2017 до 2021 година и апсолутно ниту еден денар не побарав од општината. Напротив, освен што ја зачував неликвидноста во тоа време од 0,5%, предпријатието енормен раст имаше. Енормен раст. Во тој период, ако дозволите се во оваа прилика да зборувам, да бидам нескромен малку, се направија повеќе од 30 километри нови инсталации или се реконструираа старите. Се набави географски информатички систем, се направи подземен катастар, се купи камера за детекција на девијации на канализациона мрежа. Рентген се набави со видливост под земја 8 метри, за да можеме да се ги детектираме линиите кои што не ни се познати, за да ги внесеме во географичкиот информатички систем. Се набави корелатор, геофон за детекција на истекување на вода подземни заради дефекти во водоводната мрежа. Одомер се набави. Па не знам, се набавија локатори за различни видови на материјали под земјата. Предпријатието стана технички најсовршено на Балканот, без еден денар да побара средства од општината. Впрочем, така треба да се однесуваат јавните предпријатија, домајчински, да ги трошат парите на граѓаните наменски и да не бараат пари од она што значи развој на градот. Ако вие ги субвенционирате јавните предпријатија, помалку средства ви остануваат за разобоување на вашиот град. Јас сметам дека не треба тоа да се прави
искрено убеден сум дека новата локална власт ќе изнајди сили надпартиски да постави менаџери, стручни луѓе во јавните предпријатија кои што ќе стопанисуваат домајчински, стручно и јавните предпријатија ќе бидат ликвидни, ќе работат ефикасно и економично. Тоа се однесува, една моја забелешка, една дигресија, се однесува на субјективната работа, односно работата на поединците, кои што се начело на јавните предпријатија. Но јас бив запрашала друго. Се заговара одамна да има можност за приватно јавно партнерство. Не зборувам за водовод, бидејќи навистина кога станува збор за водата е јавно добро и тука, барем според мене, не би требало да се чепка во однос на тој дел, но кога станува збор за комуналец, кога станува збор за јавно предпријатие за просторни урбанистички планови или другите јавни предпријатија, кој е вашиот став во поглед на тоа дали е потребно вакво нешто, приватно јавно партнерство, со тоа што би се намалил бројот на вработени или пак се заговараше во одреден дел од развојот на Прилеп, чинам пред неколку години, да може да се поделат секторите со кои што управува комуналец на неколку јавни предпријатија или тие да бидат поделени на неколку јавно-приватни партнерства. Кој е вашиот став во поглед на тоа? Знаете да се растерети? Прво, не сум сигурен дека законски е тоа возможно. Бидејќи се работи за системски закони кои што регулираат областа на функционирањето на јавните предпријатија каде што основач е советот на општината. Не може вие по еден закон да ги третирате комуналец и пазари, а по сосема друг закон да го третирате јавното комунално предпријатие. Значи важеле за сите исто. Тоа се системски закони. Доколку се менуваат системските закони, треба многу внимателно да се влези во таа материја, бидејќи водата е ресурс природен. Таман работа уште тој да им го дадеме на странците и да зависиме живот, значи водата да зависиме од некој однадвор. Внимателни треба да бидеме. Меѓутоа, јас не сум сигурен дека предпријатието дополнително треба да се дели комуналец. Да ви кажам зошто. Заради тоа што во овој момент заеднички служби има таму за јавни набавки, за сметководство, инкасатори. Кога би се поделило, тоа би значило дополнителни вработувања за извршување на одредени дејности во рамките на предпријатијата и би поскапеле услугите кои што ги наплаќаат од граѓаните, а не сум сигурен дека би добиле подобра услуга. Јавните предпријатија имаат за обврска две работи: да извршуваат со успех услугата која што со одлука на Совет им е доверена кон граѓаните и финансиска одржливост или финансиска ликвидност да одржуваат. И мора професионалци да ги водат тие предпријатија, надпартиски кадри, такви и службите да бидат натре, менаџери. Знаете како вие дома имате приход од 1000 евра, не можете да трошите 1500. Можете да потрошите 800-900 и ако сте домајчини 100 да чувате настрана за не дај Боже, како викаат стари. Не можете вие да ги пуштите нозете постарски повеќе од колку што ви е долга чергата. Само со домајчинско однесување во јавните предпријатија може да се постигне финансиска ликвидност и да не се оптеретува дополнително општината со барање на субвенции со што се скратуваат можностите за развој на градот. Прашање до Стевановска е дали ќе се изборите за намалување на комуналните трошоци? Верувам дека некои од граѓаните со кои што контактиравте го бараат и тоа, бидејќи и тоа се дел генерално од барањата на прилепчани. И како би се намалиле тие во случај? За да се намалат трошоците, треба прво да ги разгледаме, да видиме каква е состојбата и како зошто се покачија и дали е оправдано нивното покачување. Доколку, а сметаме дека има дел каде што можеме за дел да се намалат овие трошоци, тука ќе инсистираме да бидат намалени и да бидат онолку колку што граѓанинот треба да си плати, а не да бидат некаде паушално определувани или определувани по некоја друга статистика која што покажува дека ние треба да ги покачиме. Не, ќе направиме анализа, ќе ги сумираме резултатите и тогаш ќе одлучиме и ќе настапиме за намалување на овие давачки од граѓаните. Тоа беа прашање од нашите гледачи и слушатели. Продолжуваме со разговорот во делот кој што навистина е голема болка во Македонија, тоа е иселувањето на младите, и тоа од Прилеп иселување, дали е тоа Скопје или е Битола и најчесто во странство.
Вие имате дел во програмата кој што се однесува експлицитно за младите. Имате и кандидати за советници во советничката листа. Се одлучивте тие да бидат во вашата листа за советници. Што е она што вие го предлагате за да можеме младите да ги задржиме во Прилеп поконкретно, заради тоа што и сами напоменавте во разговорот, а и тоа стопанствениците го кажуваат, дека нам ни требаат луѓе кои што се професионалци во одредени области, со развојот на економијата, некои нови занимања, некои нови професии за кои што нам ни треба таков кадар, а ние во моментов го немаме. Во нашата програма приоритетите ги одредија младите. Беше слушан нивниот глас и нивното барање. Значи, младите ги подредуваат последниот редост. Поголемо учество на младите во културни, образовни и општествени активности. Тоа им треба на младите, тие тоа го бараат. Да не се навреќам, ова е сето исцрпено од анкетите кои што ги водевме меѓу граѓани, меѓу кои се и нормално млади, кои што си ги кажуваа своите барања за да можеме да ги задржиме во нашиот град. Младите да бидат дел од случувањата, да се слуша нивниот глас и да имаат свое место во општината. Преку поголема активност и ангажман на младите во општински проекти и иницијативи, младите сакаат да бидат вклучени во креирањето на политики, а не да бидат само неми посматрачи. За подобрување на вештините и можностите за вработување преку локални програми за обука, поддршка на младинско предприемништво и поврзување со компании, да создаваат услови младите да останат тука и да градат иднина. Јас напоменав и претходно, ние со председателот веќе имавме средба во Стопанската комора, каде што беа присутни повеќе број на представници од нашите бизнес сопственици на бизнеси, кои што со расширени раце сакаат да помогнат да ги задржиме младите да останат овде во Прилеп. Дали тоа ќе биде со стартапи, дали тоа ќе биде со субвенционирање на некој дел за млади, за предприемништво, дали тоа ќе биде со преквалификација, дали ќе биде со нови обуки. Значи, бизнис секторот во Прилеп е расположен и им стои на располагање на младите да ги привлечи, да останат тука и да работат на работни места кои што ќе бидат достоинствено платени, од кои што младите ќе бидат задоволни, ќе можат да си ги нахранат своите потреби. Меѓутоа, не е проблем само младите, останувањето на младите во Прилеп, не е проблем само финансискиот дел. Нив не им одговара атмосферата, не им одговара системот, не им одговара начинот во кој што се одвиваат административните работи. Тие имаат тука голем проблем, сакаат да патуваат, сакаат да учествуваат на симпозиуми, сакаат да учествуваат на обуки во странство. Тие не можат да се изборат со нашава администрација да земат виза или да си обезбедат место за да можат да присуствуваат. А не знаете какви млади интелектуалци и какви млади деца поседува Прилеп. Тие треба да бидат ставени онаму каде што им е местото. И сега да се надоврзам на одговорот на председателот. Доколку на секое место поставиме кадри кои што се квалитетни, кои што можат да одговорат на позицијата во која што се наоѓаат. Не зборувам за директорски, значи и за директорски места, меѓутоа работникот е основата. Без работна сила не може да функционира стопанството. А кај нас најголемиот дефицитарен кадар е работната сила. Ние немаме бравари, немаме заварувачи, немаме чевлари, немаме со мал исклучок. Значи, во тој дел мораме да се посветиме и младите уште во основното и средно образование да ги насочуваме, да се препознаваат нивните квалитети, да се препознаваат нивните афинитети кон што секое дете има некаква предност.
и во тој дел да се канализираат и да се насочуваат младите, за да го продолжат своето понатамошно образование и веднаш после завршувањето на образованието да имаат обезбедено работно место. Да, тоа е нешто слично како што сега функционира дуалното образование, апсолутно, но треба и проширување. Треба проширување заради тоа што поготово зборувам за Прилеп. Истата е ситуација буквално и во цела Македонија, меѓутоа поготово во Прилеп имаме недостиг на работна сила во сите области. Мора младите значи ние по старите генерации. Не значи дека треба да заминиме во заборав, туку треба сите млади да ги земиме во наши закрила и сето наше искуство, сета наша мудрост која што ја имаме, да им ја пренесеме за тие да можат достоинствено да не наследат и да можат да го градат понатаму овој град кој што секако останува на младите. Во однос на прашањето кое што се однесува на младите, навистина има што да се каже, секогаш нешто повеќе. Најголемата забелешка или најголемиот факт со кој што се соочуваме денес е дека младите не следат што се случува во државата, за жал, заради тоа што сметаат дека овој свет не им припаѓа ним, но да се надеваме дека после овие избори ќе има одредени решенија кои што и вие и останатите ќе им ги понудат за навистина да припаѓаат на овој свет реален, каде што треба активно да се вклучат. Една од тие забелешки е формирањето на младинскиот совет, развој на спортот во градот, развој на културата, поголемо учество во областите каде што во моментот им треба да се доискажат, бидејќи тие се полетот на овој град. Значи, тоа го спомнав, поголемо учество на младите во културни, образовни и во општествени активности. Но ние сме тие што треба основите да им ги дадеме. Да им ги дадеме основите. Да. И да ги привлечеме. Доколку тие гледаат пример во нас, тие самите ќе ни пристапат, но доколку гледаат недомајќинско работење, како што рече председателот, гледаат дека сето оди во коруптивна насока, оди непотизам, значи младите се свесни и тие од тој аспект стануваат незаинтересирани, мислејќи дека ние не можеме тука да просперираме, тука треба или партија, или треба роднина, или треба пријател. Не, нашата политичка, тоа го кажав и во претходното интервју, ќе го повторам и сега. Нашата политичка партија Движење Знам за наша Македонија посебен и значаен акцент става за што е можно поголемо отстранување на корупцијата, а тоа многу лесно се постигнува со дигитализација. Значи има конкурс, нема личности кои ќе одлучуваат, туку се поднесуваат документите, компјутерот ќе го исфрли тој кој што е по електронски пат. Така ќе се избегне и непотизмот, но и корупцијата. Нема на кого да му понудат за да бидат вработени. Затоа се младите, тука е суштината на нивното разочарување. Сметаат дека тие немаат перспектива во нашиот град. Ние со сите можни сили ќе се бориме да ги задржиме младите, ќе му понудиме, еве и имаме што да им понудиме, за да останат тука, да бидат со нас, да творат и да живеат еден убав живот во овој наш преубав град. Ако може да те надополнам, Миријана. Исто така, потребно е новата локална власт, начело со градоначалникот, да го врати и да направи се, да го врати културниот живот во Прилеп. Духот на прилепчани да го врати, спортот да го врати. Ние континуирано тониме спортски. Ние немаме прволигашки клуб. Еве последен пат победа била во прва лига, пред јас да си заминам од победа, кога остана во втора лига и наредната година, како председател Емил Јаневски влезе во прва лига, наредната година веднаш отпадна, отпаѓаше само еден Ренова. Мора да се најде начин за екзистирање на победа. Треба да се инвестира во одбојката. 11 октомври некогаш беше великан. Што да зборуваме за тутунски комбинат од Прилеп? Мора новиот градоначалник, заедно со советот, да пронајди начин да се стават во функција спортските сали. Тие денес не се дел од собственоста на градот. Едната сала е под Агенција за млади и спорт, другата е под СИЗО за станување и мора, бидејќи претпоставувам дека локалната власт нема да види во контра, ќе види во коализија со централната власт и после овие локални избори, мора да оствари контакти со државниот врв, да се најде начин салите да се одстапат на стопанисување на користење на градот
и градот да направи се, истите да ги стави во функција. Затоа што вака е неодржливо, необстојиво. Младите треба негде и да се забавуваат. Младите треба негде да спортуваат. Ние практично во последниве 10 години гледаме само неколку кафичи кои функционираат во градот и буквално после 9 сатот нема кај да појдеш. Нема спортска сала, нема базен затворен, како што вика. Па ајде да речеме нема некој културно забавен програм, театар нема во кој што новиот градоначелник мора да изнајде начин театарот да го врати во живот. Тоа е првиот театар, тоа е обележието на Македонија, бе луѓе. Тоа е Војдан Чернодрински. Тоа е темелот на македонската култура и ние сега немаме место каде представи ќе се одигруваат, па последно поразително искрено Скопјани го организираат Војдан Чернодрински. Да. Со какво право, мислам, да доаѓате од Скопје и да го организирате Војдан Чернодрински, првиот театар македонски. Јас предлагам, извинувам само овде да се надоврзам и ова ми е многу битно да го кажам од причина што ова ни беше кажувано на штандовите и затоа е и имплементирано во нашата програма. Јас бев многу пријатно изненадена. Значи за спортот не станува збор, секој млад спортот. Меѓутоа имаме многу млади деца, талентирани, кои што се културни уметници во областа на музиката, во класичната музика, имаме уметници скулптори, имаме сликари, значи немаме колони, немаме и тие вели ние сме принудени. Ако сакаме еден камерен оркестар да го слушаме како свири, ние мора да одиме во Битола или во Скопје. Немаме во Прилеп ни еден таков настан. Ние немаме вели еднаш гледано опера. Тие што можат да платат, си одат Скопје, па ќе гледаат. Меѓутоа, ние, секој еден млад човек во Прилеп не може да плати. И сака во Прилеп да гледа опера, во Прилеп да гледа балет, во Прилеп да ги гледа изложбите на уметниците. Ние имаме ризница од млади деца кои што се уметници, буквално уметници, меѓутоа нема каде да се надоградуваат и каде да ги пласираат своите дела и вештини. На крајот од разговорот, бидејќи навистина мислам дека ги зачнавме сите теми кои што ни дава времето за да можеме да разговараме, од вашите политички анализи, колку советнички места очекува движењето Знам во идниот состав на Советот на општина Прилеп, господин Јанински, и уште едно прашање поврзано со ова, која е вашата порака до граѓаните? Најпрво, ја не сум човек што се занимава со прогнози. Кога кажавме дека движењето Знам че има забележителен резултат на парламентарните избори, одредени политички структури се смеја. Сега ви гарантирам дека дебело ќе го подобриме изборниот резултат од парламентарните избори и дека со поголем број на советници движењето Знам за наша Македонија ќе биде застапено во општината, во Советот на општина Прилеп и ќе биде носител темел на новата локална власт во градот. Што се однесува па до пораката до граѓаните, мислам дека денеска во оваа емисија отприлike исцрпивме се. Ја имаме најдобрата, најкапацитетната листа. Имаме луѓе реализирани во своите професии, но луѓе кои што досега не биле афирмирани во политиката и немале можност целокупното свое знаење, вештина, умење да го насочат во подобрување на животот на Прилеп, разобувување на нашиот град. Ајде да им дадеме можност на овие луѓе кои што се полни со ентузијазам, енергија, кои што се честни, ниту една дамка немаат во својот живот во минатото. Да им дадеме можност целокупното свое искуство да го пренесат најпрво во Советот на општината на Прилеп, а потоа и во функционирањето на институциите кои што ја сочинуваат во локалната власт. Затоа им апелирам на прилепчани, гласајте за број 2 движењето Знам за наша Македонија на советничките листи, ве убедувам, нема да зажалите. Стојановска. Ги повикувам моите драги сограѓани, пријатели, да го дадат својот глас за советничката листа на движењето Знам за наша Македонија од проста причина што ние имаме програма која што е ваша.
Нашата програма е буквално изградена врз основа на вашите барања, вашите ставови, вашите мислења, вашите идеи. Нашава програма, односно и ваша, е исто како да гласате сами за себе, пошто тука се имплементирани се она кое што му е најнеопходно за Прилеп. Ве повикувам уште еднаш, дајте го слободно својот глас, ние сме тука, ние ќе го одржиме нашето ветување, она што го нудиме со програмата, а во програмата не нудиме чуда, туку буквално реални работи кои што сме убедени ние како советничка листа и како членови на Советот во општина Прилеп дека можеме да ги реализираме. Бидете ми здрави и живи, поддржете не, нема да зажалите. Јас на крајот ми останува да ви се заблагодарам за учеството во нашата програма. Се надевам дека на 19 граѓаните, не се надевам, сум убедена, слободно ќе гласаат, ќе го остварат своето право на глас и се надевам дека повторно ќе ни бидете гости во нашата програма. Благодарам уште еднаш. Благодариме секако. Благодарам. Локални избори 2025.